Според проценката на енолозите, виничкото вино и ракија се меѓу најдобрите во регионот. Ова го потврдиле со дегустација на над 100 мостри на домашно направени црвено, бело вино, сливова и гроздова ракија. Имаше околу 70 на мостри за поздравување секоја чест и доста од нив се тежнеат кон професионални вина да станат. Искрено им препорачувам да почнат и да се занимават со мали фамилиарни бизниси за винарство. Првата година като дојдох од 75 проби. Четврта година сум во виница. Првата година од 75 проби одва избравме 3 убави вина. Веќе следната бројот на убави вина беше многу поголем. Лани половината беа добри, а оваа година 2/3 од мострите се веќе добри. Бяха в завршен вид. За производство на добро вино и ракија потребно е знаење, но од огромна важност е и квалитетот на земјата и климата. Поднебјето е најпрво и најважно. Малку знаење имаме за овој регион тука, но тоа што го пробавме ова вечер, мислиме дека потенцијалот е голем. Најдобро бело вино минатата година произвел Венцо Соколовски од Градец, а црвено вино Венцо Вуинов. За најдобра лозова ракија беше награден Војо Костадинов, а сливовата ракија ја усовршил Данило Митев. Меѓу наградените имаше и гостин од Гевгелија, кој со виничко грозје направил квалитетно вино. Направивме домашно вино, домашна ракија од истото грозде. Виното е направено од темјаника бело вино, а вранец црвено вино. Наградите за најдобрите вина и раки официјално ќе бидат врачени во рамки на 39-та Лозар овоштарска вечер, која се организира по повод празникот на лозарите Свети Трифун.